Антикризните мерки се само подкуп кој власта ќе го даде на пензионерите до изборите. Но што потоа, прашаа на денешниот протест штипските пензионери. Овие антикризни мерки ги дава во наводници до април месец. А после се изборите. Дали овие пари ќе ги даде како за да добие избори и за предизборен трик? Па луѓе, да се освестеме. Дали со овие малку пари што ги дава на овие пензионери ќе бидат доволни за после изборите, без оглед на која власт ќе дојде да го реше нашето прашање и нашиот суров живот. Според пензионерите, доколку се подржуваат еден со друг, на следните избори тие ќе одлучат кој ќе ја добие власта. Јас ви гарантирам дека ако има масовност, ќе има и успех. Бидејќи се зависи од нас. Така е. Ако не верувате, јас ви уверувам дека наредните избори пензионерите ќе ги одлучат. Така е. Пензионерите. И тоа да и кажеме на сите владетели до сега, дека само пензионерите ќе одлучат кој ќе биде на власт или дали ќе има власт. Затоа ќе ве молиме, уште еднаш, немој да посегнувате по пензионерите. Да, зошто? Затоа што тие ви се најголемата гласачка машинерија. 336.000 пензионери ќе си го стават прсто на главата и ќе видиме дали ќе излезат и ќе гласаат за вас. Пензионерите денес потенцираа и дека секој нов ден за нив е шок, затоа што со пензиите кои ги имаат не можат ниту да одат на лечење. А ние со нашите 200 или 250 евра не можеме да отидеме до Скопје на лечење за мој термин. Тоа е вистината. Нели е срамно пензионерите на оваа возраст со лекови во джепот да одат, да талкаат по улиците и да си ги бараат своите права. Права што се заслужени пари од нивниот работен век.